Денеска православната црква ги празнува светиот апостол Јаков, преподобниот Андроник и неговата сопруга Атанасија, светиот Димитри патриарх Александриски и светиот Стеван деспот српски. Светиот апостол Јаков, син Алфеев и еден од 12 големи апостоли, роден брат на апостолот и евангелист Матеј, сведок на вистинските зборови и чуда на Господа и Спасителот наш Исус Христос, сведок на неговото страдање, воскресение и вознесение, послегувањето на Светиот Дух на Педесетница, на апостолот Јаков му се паднало да го проповеда Христовото Евангелие во Елефтеропол и во околните места, потоа во Египет, каде што и пострадал за својот Спасител. Со голема сила и на збори на дело ја ширел светиот Јаков спасоносната благовест за овоплотениот Бог Слово, уривајќи го идолопоклонството, изгонувајќи ги демоните од луѓето, лекувајќи секаква мака и болест со името на Господа Исуса Христа. Неговиот труд и неговата ревност се крунисани со голем успех. Многу незнабожци поверувале во Христа Господа, основале цркви и ги уредиле, и поставиле свештеници и епископи. Пострадал во Египет, во градот Острацин, откако бил распнат на крст од незнабожците. И така се преселил во небесното царство овој голем и чуден апостол Христов, та бесмртно да царува со царот на славата. Преподобниот Андроник и неговата сопруга Атанасија, антиохиски граѓанин од времето на Теодосиј Велики. Андроник по занаед бил златар, и тој и неговата жена биле многу благочестиви, трудејќи се непрестајно да одат по Господовиот пат. Од својата заработка 1/3 давале на сиромашните, друга третина на црквата, а со третата тие се издржувале. Бидејќи им се родиле 2 деца, се договориле во иднина да живеат како брат и сестра. Но според Божјата недостижна промисла и 2 деца им умреле во еден ден. И биле во голема тага се додека светиот маченик Јулијан не и се јавил во гробиштата на Атанасија и не ја утешил со веста дека нивните деца се во Царството Божјо и дека им е подобро отколку кај родителите на земјата. Потоа и двајцата оставиле се и отишле во Египет и примиле монашки чин. Светиот Андроник кај старецот Данил во Скитот, а Атанасија во женскиот манастир во Тавенсиот. Угодувајќи му на Бога со своите долгогодишни подвизи, се преселиле во вечното царство Христово. И тоа, прво Атанасија, а по 8 дена и светиот Андроник. Светиот Димитри патриарх Александриски, 11 Александриски епископ по евангелистот Свети Марко. Управувал мудро и долго со својата патства, и тоа од 189 до 231 година. Во негово време на барање на индиците, во Индија бил испратен на проповед на Евангелието Светиот Пантен, управник на познатото катихетичко училиште во Александрија. Пантен пронашол во Индија Евангелие напишано од Светиот Матеј на еврејски јазик. Светиот Стеван деспот српски, син на деспотот Ѓурѓе и Ерина,
Со својата сестра Мара некое време живеел на дворот од султанот Мурат II. Бил ослепен во Едрене заедно со својот брат Гргур. Примил деспотска власт над Србија во 1458. Наскоро морал да се оддалечи од својата земја во Албанија, каде што се оженил со Ангелина, ќерката на Скендербек. Слеп и несреќен, но секогаш предан на Бога, тој се упокоил во 1468 година во Италија. Моштите му почиваат во манастирот Крушедол за должнина на неговиот син Свети Максим.